Се наоѓаме на улицата Егејска, каде што е во завршна фаза тротоарот на делницата од улицата Кузман Јосифовски па се до крстосницата со улицата Ладо Лапецот. Во меѓувреме пред овој тротоар се завршија тротоарските површини во Варош, односно улицата Орде Чопела се здоби со тротоарски пешачки површини. Исто така и улицата Ладо Лапецот према трудот или бирото за вработување, а со почетокот на градежната сезона и улицата Браќа Милодиновци на потегот околу црквата Света Петка од двете страни на улицата се здоби со нови тротоарски површини. Денес дојдовме да видиме како се одвива градежните работи на тротоарните површини на улица Егејска. Навистина ова е една од најфреквентните улици, со ова во многу ќе се олесни движењето на пешаците на ова улица. Средствата за реализација се обезбедени во буџетот на локалната самоуправа и ова година локалната самоуправа предвидува рекордни 5000 метри квадратни поставување на тротоарни површини. Покрај господинот Љупчо Митревски кој ги спомна улиците кои досега се реализирани, продолжуваме со реализација и на други тротоарни површини, така да ќе биде продолжена реализацијата на тротоарот на улицата Архиепископ Доситеј, започна изградбата на тротоарот на улица Александар Македонски, на потегот од Димо Наредникот зградите до улица Трајко Николовски. Исто така ќе започне забрзо изградбата на тротоарни површини и уредување на зелените површини ке зградите Бончајца, помеѓу зградите, Димо Наредникот и секако уште некои улици каде што ќе има потреба и појавување од урбаните заедници од граѓаните онаму каде што ќе оцениме дека се најфреквентни, има најголема потреба за движење на пешаците на самите тротоари од овие улици. Да напоменам и тоа дека на улицата Александар Македонски покрај пешачки зони ќе се прават и велосипедски патеки. Че она заднезе слепо на шудира в којче кај незе кога ќе го наде крши. Че она заднезе слепо на шудира в којче кај незе кога ќе го наде крши.